Веќе не недостасувате. Фала и до гледање. Велика Британија го почна разводот од Европската Унија. Постојаниот представник Сертин Бароу лично му го предаде на председателот на Европскиот совет Доналд Туск писмото со кое премиерката Тереза Меј ја известува Унијата за намерата на Британија да го напушти блокот. Нема причина да се преправаме дека ова е среќен ден, ниту во Брисел, ниту во Лондон. Нема што да се добие од овој процес за ниедна од страните. Целта на се во ова е само контрола на штетата. Меј пред британскиот парламент рече дека е испукан стартниот пиштол за Брекзит и веќе нема враќање назад. Порача дека Британија ќе продолжи да кова најблиска можна безбедносна соработка со Европската Унија, мислејќи на минатонеделниот напад на Вестминстер. Опозицијскиот лидер Джереми Корбин, кој спротивно неговите лабористи се залагаше за Брекзит, рече дека ќе бара одговорност од владата во секоја етапа од преговорите. Екс-лидерот на УКИП Најджел Фарадж, кого сметаат за главен фактор за одлуката за излегување од Унијата, изрази задоволство што Британија ја помина точката од која нема враќање. Членот 50 е веќе активиран и во согласност со желбите на британскиот народ. Обединетото кралство е напушти Европската Унија. Ова е историски момент од кој нема враќање. Британија ја напушти Европската Унија. Ќе носиме наши одлуки и наши закони. Ќе ја земеме во наши раце контролата над работите што ни се најважни и ќе искористиме можноста да изградиме посилна и поправедна Британија. Земја која што нашите деца и внуци ќе се гордеат да ја викаат дом. Ќе биде национален неуспех од историски пропорции ако премиерката се врати од Брисел без гаранција за заштита за работните места и животниот стандард. Ќе искористиме секоја парламентарна можност да бараме одговорност од владата во секоја фаза од преговорите. Во многу силна позиција сме. Ние сме најголемиот извозен пазар на еврозоната. Дури не нарекуваат островот на богатството. Толку им е важна британската економија на германските производители на автомобили и на француските производители на вино. Лидерите на земјите од Унијата упатија смирувачки пораки до своите иселеници во Британија и порачаа дека иако веќе нема да бидат семејство, ќе останат блиски пријатели и партнери со земјата. Иако нема избор по референдумската одлука на народот, противниците на Брекзитот излегоа пред парламентот во Лондон да го изразат своето незадоволство, споредувајќи го Брекзитот со Титаник. Работам во централен Лондон. Овде има луѓе од разни земји и култури и затоа требаше да останеме. За мене ова е тажен ден. Главно старите луѓе го изгласаа Брекзит, а младите ќе мораат да живеат со него. Потегот е катастрофален. Британската премиерка ќе има 2 години за да ги согласи условите на разводот со Унијата пред да стапи во сила во март 2019. Исходот на преговорите ќе обликува иднината на британската економија, петта во светот и вредна 2,6 трилиони долари, и ќе одлучи дали Лондон ќе го задржи местото како еден од двата најголеми финансиски центри во светот. За Европската Унија, која ги доживеа прво финансиската, а потоа бегалската криза, загубата на Велика Британија беше најтешкиот удар за 60 годишните напори да искова единство по двете разорувачки светски војни.